Потребна е голема храброст, решителност, но и истрајност за да се пријави семејно насилство. На Ирена Димовска, мајка на 2 деца, и бил потребен долг период за да реши да го пријави насилникот со кој била заедно 6 години. И уште во првиот обид се соочила со проблеми со институциите и затворени врати. Во тој случај има повреда на главата, дупната глава. Исто така би апелирала до здравствените работници дека нивна должност е да пријават кога доаѓа жртва на семејно насилство. Дури јас со тие зборови влегов дека јас сум жртва на семејно насилство. Меѓутоа тоа не се случува секогаш, не е секогаш пријавено од страна на здравствените работници. Значи, од тука јас се вратив во полиција и со повреда на глава инспекторот ме одвраќаше од тоа да одам докрај со пријавувањето. Значи, зошто ти сега да пријавиш? Вие ќе си се смирите, смири се ти сега, врати си се. И со тие зборови јас онака веќе на климави нозе си, прв пат одиш, не си сигурна во себе, јас се вратив. По неколку денови собира храброст и оди во Центарот за социјални работи во Битола, но оттаму добила одговор дека не постапуваат затоа што нема пријава во полиција. Вториот пат, без двумење, веднаш пријавува во полиција и повторно се обидела да добие помош од социјалните служби. Бидејќи се уште мислев дека ќе добијам некаква помош во Центарот за социјални работи, дури со наивна идеја дека дури во разводот ќе ми помогнат. Јас отидов во Центарот за социјални работи сама и инсистирав на вратата да ме примат. Едноставно доживуваш напад и те ми даваат едно ливче, ми велат ти тука потпиши, тебе не ти одговара да тужиш, тебе ќе ти се налути, после ќе направи полошот, ќе треба со него да се договараш. Мене не ми беше јасно всушност за што се работи, јас ја потпишав таа изјава. После тоа сватив дека потпишав дека тие нема да водат постапка. Но тука, како што сведочи Ирена, не завршува дискриминацијата, стигматизацијата, па дури и заканите кон жртвите од страна на центрите за социјална работа. Таму ние сме пречекани како огорчени жени што сакаат да се одмаздат од икс причини и заради тоа ние не сакаме децата да се гледаат со бившите сопрузи. И тука во Центарот за социјални работи те пречекуваат со зборовите, ама вие сега мора да се договорите, бидејќи двајцата ќе ве прогласиме за неподобни. Секој одење таму е со напад, ти зашто пријаваш, што сакаш да постигнеш. Едноставно таму како еден вид прикриени закани добиваш. Бидејќи не добила заштита од институциите, постапката понатаму ја продолжила приватно, а процесот кој се одвива преку полицијата се уште не е завршен и по 2,5 години. Таа денеска е слободна жена, но апелира до институциите да ги заштитат жртвите, бидејќи не сите имаат нејзината храброст и упорност.